3.000 евра не го решаваат сточниот хорор во Долни Подлог. Висината на казната која на нехуманиот сточар му ја изрече инспекцијата, по реакциите на овдешните жители преку ТВ Стар, се уште не значи и крај на нивните проблеми. Ние, не дај Боже да заболеме, со тие пари што се оказиле него нешто ке може да се поправи ситуацијата. Значи, ние не сакаме да се казнева, сакаме дислокација и на стока и да се чисти ѓубрето. Ние не сме против он да чува, он си има место 10 декара надоле од куќата, тамо може да си ги дислоцира, како се вика тоа, може. Оти јас нема дека не сум бил, ового нема нигде, и бил сум и у Плачковица, и Осуго, и она, чуват луѓето стока, али овака не се чува нигде, нигде како тук. Во меѓувреме, бесот поради изречената казна, нехуманиот сточар повторно го истурил врз недолжниот добиток. Човекот ги тепа и ноќ. Ние го живееме кај црквата, чак тамо се слуша кај нас кога ќе дума прави си мобет како со луѓе. Он ги тепа со цевки, со вили, дујата држалиња искршил од стоката. Оти ги тепа? Не го слушат. Па не го слушат. Абе стоката е стока, ама стоката е попаметна од човекот. Они сакат да си живеат у нормални услови, не да пропаѓа таму до стомао или било дека. Ги хранили редовно? Па точно, храни ги. На 20 глави говеда фрли тамо по 50 грама жито. Дали ќе го видат у годината тоа? Бидејќи казната не го промени односот на сточарот кон животните, ниту условите во кои тие живеат, жителите по кој знае кој пат бараат помош од општината. Денес градоначалникот не беше достапен за изјава, но еве што во врска со овој проблем тој изјави претходно. Општината настојува, значи заеднички, заедно со нив, да ги подобри условите каде што тие живеат, односно им створи посебни услови надвор од населените места во посебни простори како што предвидува Законот за благосостојба на животните. Инаку, според Законот за заштита и благосостојба на животните, освен казна за неразбрани, е предвидено и одземање на добитокот.